Почитувани добровечер, во интервју разговарам со доктор Стефан Илиевски, специјализант на нефрологија, вработен во ОДИА Верум Куманово. Доктор Илиевски, добровечер и ви благодарам на одвоеното време. Добровечер, ви благодарам на вас за поканата. Вечерва ќе поразговараме за хроничната бубрежна болест, за дијализата и многу други теми, па еве на самиот почеток кажите ни што всушност представува хроничната бубрежна болест. Така, хроничната бубрежна болест представува прогресивно и иреверзибилно заболување кој ги зафаќа бубрезите и се одликува со намалување во нивната функција, а се манифестира преку зголемување на серумскиот креатинин и или протеинурија во период од над 3 месеци. Може да доведе до терминална бубрежна болест и потреба од ренална заменска терапија, односно хемодијализа или перитонеална дијализа. Какви се трендовите на бројот на пациентите со хронична бубрежна болест и пациентите кои што имаат потреба од ренална заменска терапија во светот и кај нас? Така, за жал, хроничната бубрежна болест афектира помеѓу 11 и 15% од светската популација. Бројките говорат дека тоа е некаде околу 850 милиони луѓе. Најчесто се погодени лицата со хипертензија и дијабет и пациентите со повозрастните пациенти, расните малцинства и пациентите кои живеат во земји со низок и среден приход. Хроничното бубрежно заболување е третата најбрзо растечка причина за смрт на глобално ниво и се предвидува дека до 2040 ќе биде петата најзастапена причина за изгубени години од живот. Во нашата држава има околу 1700 луѓе со ХББ кои се на перитонеална хемодијализа или им е извршена трансплантација. Според податоците од регистарот за 2022 година, бројот на лица кои започнуваат со хемодијализа е зголемен од 170 до 180 на 210 лица на милион жители и ова се бројки кои треба да бидат аларм за здравствените власти во земјата. Може ли помладите да се соочат со бубрежно заболување или сепак тоа е само повозрастната генерација? Така, и помладите лица може да се соочат со бубрежни заболувања поради тоа што некои форми на хроничната бубрежна болест се со генетска предиспозиција и во склоп на автоимуни заболувања. Може ли да се превенира и во која фаза? Хроничната бубрежна болест има 5 фази, каде што петата е терминална и последна фаза и е потребно да се започне со еден од модалитетите на ренална заменска терапија или да се изврши бубрежна трансплантација. Се смета дека некаде до 3-ти стадиум може да се запре прогресијата на заболувањето и да се постигне стабилизација на состојбата. Кои се симптомите кои што би можеле да ги забележат граѓаните? Хроничната бубрежна болест е едно подмолно заболување кое во почетокот не дава никакви тегоби. За жал тегобите се појавуваат кога веќе ќе се загуби помеѓу 80 или 90% од функцијата на бубрезите. Во тие поднапредни фази од заболувањето може да се јават симптоми како што се малаксаност, слабост, грчеви, чешање, градна болка, гушење, намален апетит, проблеми со спиење, замор, малаксаност, намалено мокрење, крв во урина. И отоци кои најчесто се на нозете, но може да се јават и лицеви отоци со посебно акцент на отоци околу очите. На колку време се препорачува да се прави контрола на функцијата на бубрезите и на кој начин се врши тоа? Откривањето на бубрежната болест се прави со рутински методи кои се достапни во секоја здравствена установа. Тоа се анализи на крв, односно мерење на деградационите продукти, серумски креатинин и серумска урија и анализи на урина со уринарен седимент. Доволно е да се направат овие анализи еднаш годишно, па според резултатите да се оцени, односно лекарите да оценат дали има потреба од некои дополнителни лабораториски исследувања, ехо на бубрези и да се одреди честотата за понатамашната потреба од анализи. Граѓаните честопати имаат навика да купуваат лекарства, односно лекови во аптеките без лекарски рецепт. Која би била вашата препорака? Така, злоупотребата или долгогодишна редовна употреба на лекови за болка како што е ибупрофенот
или парацетамолот може да доведат до оштетување на бубрезите, па дури и до терминална бубрежна болест, така да препораката е овие лекови да не се користат, да не се злоупотребуваат и да се користат само при строга индикација и не со години. Бактериските инфекции на уринарниот тракт исто така се доста чести во клиничката пракса, особено кај женската популација. Што може да ни кажете на оваа тема? Така, причината за почестото јавување на овие инфекции кај женскиот пол се должи на анатомските карактеристики на жените. Исто така важен е и начинот на живот. Овие инфекции се доста чести и тешко се искоренуваат. Неопходно е редовно празнење на бешика и адекватен внес на течности и добра соработка со лекарите, бидејќи ова е стварно еден упорен процес кој бара истрајност. Што е она што го препорачувате како превенција? На што треба да се внимава, што треба да се конзумира, а што треба да се избегнува? Така, неопходно е адекватен внес на течности, она што и пред како спомнавме, исхрана која е побогата со овошје и зеленчук, да се внимава на внес на сол, односно да се ограничи истиот, бидејќи ние сме нација која ужива во внесување на сол, да се одржува телесна тежина, односно индекс на телесна маса во рамки на нормала, физичка активност да биде 30 минути умерена физичка активност, како на пример пешачење наравно, барем 4 пати неделно, да се избегнува пушењето, алкохол доколку се конзумира тоа да биде во умерени количини. И да напоменеме дека во напредната фаза на хронична бубрежна болест важно е да се ограничи внесот на протеини и да се внимава на внес на храна која е богата со калиум. Знаеме дека бубрезите имаат клучна улога во одржување на нашиот живот. Дијализата е постапка која што го продолжува животот, но веројатно се намалува квалитетот на животот. Може ли да им објасните идоловите на граѓаните што значи дијализа како постапка и зошто, доколку постои можност, треба да се избегне? Така, дијализата представува практично постапка со која се заменува физиолошката функција на бубрек. Пациентот преку неговиот крвен пристап, крвта од организмот се извлекува и преку вештачкиот бубрек, односно дијализерот, се прочистува од отрови и вишокот на течности, а потоа се враќа во телото на пациентот. Ова е еден основен принцип на хемодијализа. Пациентите обично доаѓаат 3 пати неделно, макар што има и пациенти кои доаѓаат почесто или поретко, во зависност од резервната функција на бубрекот, односно резидуалната функција. Една дијализа трае минимум 4 часа и тоа е времето кое е потребно за крвта да се изфилтрира. Сепак бубрекот покрај тоа е одговорен и за многу други процеси, како создавањето на црвени крвни клетки и учество во создавање на витамин D, кој е важен за одржување на здравјето на коските, па така присутни се компликации како што се анемија, коскена болест, односно нарушување на минерализација на коските, склоност кон инфекции, како и зголемување на ризикот за кардиоваскуларни настани. И покрај големото оптеретување низ процесот кој пациентите минуваат, ние се трудиме да им овозможиме исполнет живот и во Диаверум сметаме дека здравствената писменост е клучен елемент кој ќе им го подобри животот на пациентите, збогатувајќи го нивното знаење и овозможувајќи тие да бидат активни учесници во процесот на донесување одлуки и медицинскиот третман и грижата за себе. Доктор Илиевски, кажете ни каква е состојбата со рано откривање на хроничната бубрежна болест? Така, за жал, свесноста за бубрежните заболувања, а тоа го говорат и многу студии, на светско ниво е ниска. Зголемување на знаењата и спроведување одржливи решенија за раното откривање на бубрежни заболувања треба да бидат приоритети на јавното здравје. Се повеќе доаѓаат пациенти кои не се следени од нефролог или интернист, а дел за жал не се следени од нивниот матичен лекар. Сведоци сме и при првата посета да има потреба од хемодијализно лекување. Ова ни дава за право да заклучиме дека треба да ја подигнеме свесноста кај граѓаните за бубрежните заболувања и свесноста од превентивните прегледи кои граѓаните треба да ги вршат, а не само да посетуваат лекар при одреден симптом или знак на заболување. И второ, потребна ни е децентрализација, односно достапност на овие услуги во повеќе места, поблиску до местото на живење на населението.
Диаверум во тек на 2024 година спроведе скрининг на пациенти со ризик за бубрежно заболување. Тоа станува збор за бројка од околу 1200 пациенти, од кои 144 од Куманово. Прелиминарните бројки говорат дека некаде 30 до 40% од пациентите кои беа на скрининг имаат некаква форма на бубрежно оштетување што треба да биде аларм. Спомнавте децентрализација, Диаверум амбулантата е активна, каде може да се обратат граѓаните? Така, Диаверум амбулантата во Куманово започна со работа во 2022 година, граѓаните слободно можат да се обратат кај нас. Покрај амбулантата во Куманово, амбуланти функционираат и во Скопје, Струмица, Штип и Кочани. На 14 март се одбележа годинашниот светски ден на бубрегот. Како Диаверум Македонија се вклучи во ова одбележување? Така, Диаверум Македонија и Диаверум Куманово, како и секоја година, се вклучи во одбележувањето на светскиот ден на бубрегот со низ активности кои опфатија од најмладата до највозрасната популација. Конкретно Диаверум Куманово оваа година имаше настани со Основното училиште Браќа Миладиновци и Средното училиште Гимназија Гоце Делчев, каде што главната цел и главниот фокус ни беше на поттикнувањето на здравите навики и нивната важност во одржување на здравјето на бубрезите. Диаверум Куманово соработува и со Сдруженијето на граѓани со бубрежни болести Нефрон, со Средното училиште Наце Буѓони, со Сдруженијето на диабетичари, а секако и со Министерството за здравство, фондот и клиниката за нефрологија. Овие настани беа признаени и од Светската здравствена организација и беа поставени на нивната мапа активности во одбележување на светскиот ден на бубрегот. Пред самиот крај, кажете ни каква е состојбата со трансплантација и органодарителството во државата? Какви се искуствата на Диаверум? Трансплантацијата и органодарителството бележат подем во последните години. Во 2022 се извршени некаде околу 80 на трансплантации на бубрег. Во 2024 7 пациенти од Диаверум клиниките се трансплантирани. Во месец март, на почеток на месец март имавме 20 пациенти од Куманово кои беа трансплантирани од починат дарител. Тие се сега дома и се во добра состојба. Важно е да се напомене дека исто така во нашата држава се работат и трансплантации на црн дроб и на срце. Тука би упатил апел до сите граѓани да се вклучат кон овој највозвишен чин кој може да спаси нечiji живот. Свесни сме дека процесот на трансплантација бара многу исследувања, бара мултидисциплинарен пристап и добра соработка, и по самиот чин на трансплантација тука не завршува се, туку потребно редовно следење, редовни контроли и соработка со докторите. Исто така важно е да напоменеме и дека живиот донор на бубрег нема да има никакви проблеми доколку подари бубрег, другиот бубрег ќе си ја преземе функцијата и ќе нема апсолутно никаков проблем. Сосема на крајот, кој би бил вашиот апел до граѓаните, која е препораката? Така, на крај сакам да упатам апел до граѓаните да водат здрав живот, да вршат редовни прегледи и покрај тоа што немаат никакви знаци и симптоми, важноста на здравите навики ќе се ефектуира не само врз здравјето на бубрезите, туку и целокупното здравје. Навистина радува податокот што при посета на училиштата се разви дискусија на теми кои се актуелни за младите и гледам дека има интерес кај граѓаните за запознавање со здравјето на бубрезите, така да за крај апел, здравите навики се навистина важни и превенцијата е најефтиниот и најефикасниот начин за здравјето. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност да поразговараме и на други теми. Благодарам. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.